Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели. Јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. И овој понеделник во Здравје, кога зборуваме за здравата храна и здравиот начин на живот, со мене во студиото е доктор Александар Митов, магистер по здравствена екологија и влијанија на животната средина врз здравието. Доктор Митов, добро утро, како сте? Добро утро, добро, динамично. Започна неделава, да речеме бурно. Так, за да го средиме малку тој динамичен тек на неделата, денеска ќе зборуваме малку за правилниот доручек. Во досегашните изданија на Здравје сме зборувале за конкретни болести и нивната поврзаност со исхраната. Анализиравме дали преку исхраната може да се превенира или да се третира конкретно заболување, но за денеска одбравме практична тема која секојдневно ја практикуваме. Ќе зборуваме за здравиот доручек. Колку е важен здравиот доручек и предлози за што да се доручкува, што е здраво, што е штетно по здравието за првиот оброк во денот. Велиме дека доручекот е најважниот оброк. Зошто е тоа така? Би се надоврзал, ако може, најнапред на вашиот вовец, се разбира. Може слободно. Бидејќи нели досега емисиите во тој правец, да речеме, ги развиваме, кога малку повеќе академски или научниот аспект од исхраната го опфаќаме и ги објаснуваме сите механизми, биолошките механизми на превенцијата, на терапијата. Но ете, мислам дека е многу добра идеја тоа што е денеска вака попрактично, да речеме, ќе се изразиме и ќе зборуваме за нешто кое што можеби на повеќето од нас ни е дилема, а тоа е здравиот доручек или нели? Ги знаеме дебатите во кој правец, како треба, што треба да се јаде, но да збориме конкретно и да кажеме еве што треба да биде здравиот доручек. Да дадеме некои предлози на нашите слушатели. Меѓу другото, да. Одговарајќи на вашето прашање, зошто е важен доручекот, тоа мислам дека и е доста познато помеѓу населението, дека е познато помеѓу народот и е општо прифатен факт. Треба да се знае дека дополнително на тоа дека е важен доручекот, дека во првите 2 часа се смета дека е идеалниот период после будењето. Да, 2 часа после будењето. 2 часа после будењето се смета за идеалниот период кога треба да се доручкува, но не покасно од тоа. Ќе објасниме и зошто. И од прилика помеѓу 20 до 35% од така наречените дневни потреби. Дали се за енергија, дали се енергетските или за другите хранливи материи кои што треба да ги внесеме во текот на денот, се смета дека 20 до 35% треба да се внесат со доручекот. Така да многу е важно не само од енергетски аспект, ако одговориме директно на вашето прашање. Значи важен е од аспект на енергијата, да стартува, да речеме, нашето тело. Меѓутоа постојат и голем дел на хранливи материи кои што се внесуваат на дневна основа. Дали зборуваме за протеините, дали зборуваме за растителните масла или по-конкретно за железото, за калциумот, особено за витамините од групата Б. Или за сите општо земено растворливи во вода витамини, тие е важно да ги примаме на дневна основа и заради тоа доручекот е една идеална шанса кога може да му се даде на организмот тоа што во текот на денот ќе му треба. Од тука, за да имаме добар здрав ден, е доста важно да започнеме, нели, на десна нога нашето тело да го почне денот. Доста е важно да се доручкува навреме и правилно. Така, доктор Митов, тука морам да ве потпрашам. Обично, еве јас и се надевам голем број од слушателите денот го почнуваат со кафе. Колку е тоа здраво пред да се консумира првиот оброк? За кафето има многу дебати, се разбира, меѓутоа тоа што, бидејќи и мене така ми почнува денот, тоа што ме радува лично е тоа дека во последно време
видовме многу научни студии кои што одат во позитивен правец и кои што кафето го карактеризираат како позитивен, еден од позитивните продукти во нашата секојдневна исхрана. Да, зборувавме и во некој И во една емисија, мислам, да, и дека допревме. Бидејќи ако размислите што е тоа, нели тоа е на англиски, нели тоа спаѓа во beans, спаѓа во мешунките. Така да за нив знаеме колку се здрави. Важно е сега кога го внесуваме, например, да не го претеруваме количеството на шеќер, особено за црниот дроб и намалување на веројатноста за меланомот. Значи заштитно во однос на ракот на кожа и за ракот на црниот дроб. Тие се двата досега со сигурност, да речеме, докажани позитивни ефекти на кафето. Но треба да се пази, например, да не се претерува со шеќерот во кафето и да не се прави таа утринска, тој утрински шок на организмот. Ако се внесе премногу шеќер заедно со кафето одеднаш, тогаш може да се предизвика еден несакан ефект во однос на метаболизмот. Значи ова традиција која практикуваат се поголем број граѓани. Да, и дефинитивно јас не би можел да видам причина зошто да е проблем утринското, макар да на самиот почеток мојата препорака е денот да започне со ленено семе. Значи уште и пред кафето да бидне. Така, ќе ги слушнеме подосна советите за конкретно. Ќе ве прашам и вие што јадете за доручек, за да споделите и со слушателите. Сега малку сакам да се осврнеме околу бенефитите од доручекот во однос на здравието. Утврдени ли се некои поволности во однос на здравствената состојба во зависност од тоа што јадеме? Всушност да. Значи, најдени се многу конкретни, преку долгорочни, така наречените долгорочни студии, проверувано е луѓе кои што доручкуваат редовно наутро, кои што име тоа навика, какво им е здравието и какви им се здравствените карактеристики наспроти тие кои што редовно скокаат, да речеме, доручек. И најдени се неколку предности. Прво, кај луѓе кои што редовно имаат доручек, најдено е дека, можеби и парадоксално звучи, а тоа е дека масното ткиво кое што се насобира околу стомакот, значи така наречената циркумференција или колку масноти ставаме во средниот дел од телото. Кај нив, кај луѓето кои што доручкуваат е значително помала. Така да ако сакаме да имаме рамен стомак, така да се изразиме, правилно е да се доручкува. Иако уште не се знае која е... Но не тестенини. Да, меѓутоа, иако не се знае уште механизмот до крај, што е причината за тоа, некои го објаснуваат тоа преку забрзување на метаболизмот уште рано, па така тера во текот на денот, но тоа се уште е теорија. Но врз основа на тоа се дефинитивно е најдено и да не се знае механизмот дека кај луѓе кои што доручкуваат стомакот е порамен, односно не става толку масноти на средината на телото. Тоа е првиот бенефит. Така, може би она теорија дека на почетокот од денот ќе доручкуваат, подоцна ќе ја потрошат таа енергија со пешачење активност. Да. И затоа се препорачува отколку она вечерта пред легнување, тогаш се наталожува се на стомакот. Да. Точно и во тој правец е едно од објаснувањата кое што вели дека ако човек не доручкува, да речеме, на време како што треба и правилно, тогаш некаде околу средината на денот, кога не е дојдено време баш за ручек, а веќе премногу прошло од кога е буден, и почнуваат тие кризи кога луѓето посегнуваат кон неквалитетна храна. Значи кон одредени грицки, кон нешто благо, значи тука можеби е уште еден аспект зошто ако се остави телото без доручек подолго време, не прави склони кон понездрави работи во средината на денот додека да дојде време за ручекот. Така, ќе направиме тука една кратка пауза за реклами и ќе се вратиме повторно на ова интересна тема, што да јадеме за доручек со практични совети во вториот дел од емисијата. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие ја слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија и овој понеделник со мене во студиото е доктор Александар Митов, магистер по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравието. Денеска со доктор Митов зборуваме за правилниот доручек, односно колку доручекот е важен во зачувување на нашето здравје.
Доктор Митов, можеме ли да слушнеме конкретни совети што да јадат граѓаните, што вие препорачувате да јадат граѓаните за доручек? Нешто што е многу достапно и силно распространето се така наречените мусли или житарките. И тоа се разбира доколку не е додадено екстра шеќер и додека не се додадени екстра бои, значи има избор во Македонија кај нас и релативно ефтини се. Така да здравите мусли јас би ги ставил како број 1 опција за добар доручек, за еден правилен доручек. Зошто? Тие имаат житарки, како што е меѓу другото и овесот, кои што го ослободуваат шеќерот со текот на време. А токму тоа е тоа што сакаме да го постигнеме со доручекот. Сакаме енергија која што постепено ќе се ослободува. Значи не сакаме нешто што веднаш ќе предизвика скок рано наутро на шеќерот во крвта. Сега здравите мусли имаме спектар житарките со што можеме да ги консумираме. Зошто велам спектар? Бидејќи станува збор за избор. Дали сакаме да одиме на најмаксимално здравата варијанта или малку понездрава, да речеме. Например, максимално здравата варијанта би била... Да, како ги разграничуваме тие? Да, максимално здравата варијанта би била со некој од растителните млека. Значи има од бадем, од соја, од ориз, доколку сакаме целосно да внимаваме, или особено доколку, не дај Боже, имаме некоја сериозна здравствена ситуација, тогаш дефинитивно се препорачува таква опција. Следна помалку здрава опција би рекле дека е житарките со јогурт. Понатаму, одејќи по таа права према се понездраво и понездраво, би било обезмастеното млеко, и колку повеќе му додаваме масленост на млекото, толку повеќе, да речеме, одиме во правец на понездрава храна. Меѓутоа го презентирам како спектар, како што вели доктор Дин Орниш, како избор, како палета. И секој да си одбере во однос на своите преференции, во однос на тоа што го сака и во однос на собственото здравје и ефектите кои што сака да ги постигне. Тоа е едната варијанта. Значи тоа така, но од друга страна морам да ве потпрашам, бидејќи не секој може да се дозволи да ги купи житариците, а од некои од традиционалните плодови кои ги имаме ве кога сме кај овошјето. Што препорачувате за она категорија граѓани која нема соодветни услови за ваква исхрана со вакво безмастено млеко и така натаму? Така, во тој случај и да биде и со јогурт или да биде и со обично млеко, битно е да биде содржината, главната содржина да биде, ако е можно, житарка. Или, например, овесните снегулки. Еве да ги оставиме комплетните мусли кои што имаат внатре во себе се друго. Овесните снегулки сами по себе се многу ефтини. Така. Има многу начини на нивно приготвување. Може дури и со вода да се направат. Тоа е начин на приготвување кој што, да речеме, во Британија се смета за традиционален и доста познат. Со вода едно 10 минути и тогаш се добива таа овесна каша, која што е многу здрава. И во тој случај малку и да се додаде некое семе, или еве спомнавме лененото семе како идеален начин да се почне денот, или било кое друго овошје, сезонско овошје, или тоа што во моментот го има, тоа го прави идеалниот доручек. Еве овие две опции што ги спомнавме. Или третата опција, ако веќе сакаме повеќе варијанта со тестенини. Так. Нека биде леп, меѓутоа нека биде интегрален леп. Бидејќи белиот леп го дава токму тој ефект кој што ние наутро сакаме да го одбегнеме, а тоа е експлозијата на шеќерот во крвта. Така да интегралниот леп со било кој растителен намаз, путерот од кикиритки, например, кој што исто така не е скап. Значи има многу опции во однос на тоа што и како може човек здраво да доручкува. Или на крајот на криштата, ако е многу динамичен, ако е некој човек доста зафатен или едноставно уште ја нема развиено навиката, па сака да оди во тој правец, тогаш и нека бидат едно или две парчиња овошје. Така, доктор Митов, во последно време забележуваме дека се повеќе млади луѓе пред се за доручек консумираат најчесто овошје. Да. Колку е тоа здраво или треба овошјето да биде надополнето со некоја покалорична храна? Овошјето само по себе е здрава храна и да биде како доручек не е проблем. Ако алтернативата е нешто нездраво или воопшто да не се консумира ништо, тогаш дефинитивно јас сум за и го препорачувам овошјето како доручек. Но многу е важно тоа да се јаде, а не да се пие. Бидејќи сме го зборели и порано тоа дека овошјето не треба да се пие. Тогаш го постигнуваме истиот тој несакан ефект, бидејќи го раздробуваме
ги уништуваме растителните влакна до некаде и пак го правиме тој ефект на силно ослободување шеќер во крвта и таа експлозија. Утринска експлозија, која што по ниедна цена не сакаме да ја имаме. Така да и само овоше да биде доручек е во ред, меѓутоа да не се пие. Предпоставам дека од овие совети кои ги споделивте со слушателите, дека вие лично ги практикувате и тоа појадувате за доручек. Да, со тоа дефинитивно, и јас сум исто така и голем противник на утринско внесување на џусеви и на цедени сокови. Да, цедени сокови. Доктор Митов, на самиот крај од емисијата уште минута-две, да малку да подискутираме за актуелна тема од викендот во однос на здравата храна. Се разгледува можноста и Македонија да воведе данок за масноти, така најави министерот за здравство. Кој е вашиот став? Значи, на што би се однесувал тој данок? Треба да се охрабри таа дебата. И добро е што се отвори, бидејќи на нашето општество му треба, предпоставувам како што им требало и на сите останати европски земји, како што им требало тоа, така и нам. Проблемот е тука, го гледаме, значи соочени сме со дебелина кај децата, со дебелина кај возрастните, со голема смртност од кардиоваскуларните болести. Сето тоа е врзано со така наречената джанк храна или нездрава храна. Така да на проблемот му гледаме во очите. Едно од решенијата дефинитивно е и додавање на тој јас не би го нарекол данок на масноти како што се прострои, туку тоа е данок на нездрава храна. Так. И тука има модалитети. Треба да се види дали ќе се опфати еден, дали ќе се опфатат повеќе продукти. Например, еве јас ако размислувам, можеби не би било лошо да се опфатат најнапред газираните пијалаци. Бидејќи тие се неесенцијални, значи неосновни, секој може да живее без газирани пијалаци и поздрав ќе биде, и додавањето на некој минимално под наводници оданочување денар. Така да некој ако даде 67, би дали 68 денари. А потоа тие средства би оделе за Има многу паметни начини за тие средства. Например, еден дел од тие средства би можело да се насочат кон едукација на дечињата дека не треба да јадат, да пијат газирани пијалаци. Втор начин би било за лекување конкретно, бидејќи тие се поврзани со дијабет и со шеќер, с голема ниво на шеќер. Така и дел од тие средства може да одат за лекување на дијабет. Но и кардиоваскуларните болести. Така да има паметни начини, не случајно многу земји го направиле ова. Значи не случајно, но добро е да се развие таа дебата, да биде опфатена од цело општество, отколку што е можно повеќе аспекти од општеството, и да се произнесат и експертите, и јавноста, и лекарите да кажат што мислат на оваа тема. Така, ќе следиме ние и оваа тема и во некој од наредните емисии на здравје, ќе зборуваме по-конкретно и по-опширно, и цела емисија ќе посветиме. Ви благодарам за овие совети за здрав доручек што ги споделивте во денешното издание на Здравје. Ви благодарам и вам. Почитувани, тука е крајот на денешната емисија Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Далибор Зафировски. Денеска сме понеделник, 8 февруари 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во петок во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатен ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsm.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.